Три европски држави, Шведска, Грција и Унгарија, односно нивните судови досега имаат утврдено дека во изминативе 2 години во Македонија се врши политички прогон. Никола Груевски, Дејан Давидовски, Горан Груевски и Никола Бошковски се 4 примери каде со судски одлуки на земји членки на Европската унија се утврдува дека во Македонија нема услови за фер судење и дека прогонот врз нив се врши од политички причини. Некои од нив добија, а други се во фаза на доделување на политички азил. Фактите говорат дека Македонија, инаку земја кандидат за Европската унија, која се стреми кон европските демократските вредности, врши политички прогон врз своите граѓани. Дали ова ќе влијае и на датумот за почеток на преговорите на Македонија во октомври, засега не се знае. Поред днешниот македонски амбасадор во Велика Британија, професорот Јован Донев, вели дека ова представува сериозен проблем за државата. Ние за прв пат во нашата историја, ако не се сеќам, можеби од 91 година наваму, имаме тројца наши граѓани кои што има добиено политички азил и четвртиот на пада добие политички азил. Тоа е сериозен проблем за демократска држава и држава која што владе и треба да владе правот, знаете. И многу е тешко, ако се сеќавате, мислам дека во словенечкиот парламент е отворено ова прашање, поставено е прашање на владата, дали ја поддржува и понатоа Македонија. Ова е сериозен проблем. Ние овде многу малце го гледаме тој проблем. Ние сме на нашите погледи се има друга перцепција, знаете, ги гледаме поинаку тие луѓе, меѓутоа тие се политички азиланти, сакале ние тоа да го признаеме или не. И тоа е сериозен проблем за Република Македонија. Посебно случајот во Шведска, ајде евентуално и да најдам некој оправдување нели за двајцата кои се наоѓаат во Грција, евентуално да прифатам и некако оправдување кој не може да прифатам и за Груевски. Меѓутоа пресудата на шведскиот суд е сериозен удар врз Македонија. Најсвеж е случајот на Дејан Давидовски, кој беше уапсен во Шведска во април годинава. Шведскиот суд одби да го екстрадира Давидовски, кој е гонат за делото тероризам за настаните од 27 април. Решението зошто судот во Шведска одбива да ја го испорача на Македонија Дејан Давидовски е образложено во 18 точки. Во образложението се навидува дека Дејан Давидовски, според шведскиот суд, е гонет и треба да биде суден во политички, а не криминален процес и дека не постојат доволно докази за делото тероризам. А крајната оценка е дека за овој предмет не се води фер и законска основа на постапка, па му даваат препорака на Давидовски да поднесе барање за азил, да не биде и понатаму цел на политички прогон од Македонија.